Голем благослов, магични мои, добре дојдовте на Уналум Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секоја ваша енергија упатена кон мојата страница и кон мојот YouTube канал. Се надевам дека сте добро и здраво во денешново видео кое што ќе го проследите за сите вас кои што ќе дојдете да послушате оваа порака која што е од колективна енергетска вредност. Ова ќе биде една порака која што се надевам дека секој ќе му биде потребна, ќе биде во енергија да дознае за случувања настан кои што доаѓаат према вас енергии да некоја ситуација се случила, но немате доволен одговор или пак нешто не ви е јасно, да разјасните, енергија да превземете, енергија да коментирате, оставете лајкови, преплатувајте се на оваа страница, така ќе дојдете во конекција и во божанска енергија со мојата страница и мојот YouTube канал. Денешнава порака која што треба да ви ја соопштаме во енергија на љубовна енергетска вредност, да знаете дека за некој од вас ќе значи улогите секогаш можат да бидат заменети. Јас ќе зборам во машки род, према машкиот род, а вие мажи кои што ме следите, превземете во ваша енергетска вредност, за да можете да ги канализирате овие пораки кои што доаѓаат према вас оваа порака, или пак ќе бидат повеќе пораки кои што ќе бидат наменети во денешнови читување од тарот картите. Знајте дека во оваа енергетска вредност која што се наближува према вас е во енергија да бидете во добро размислување, да бидете стрекни, енергични, да знаете дека ви се исполнува ваша желба, сте во енергија да ви се исполни вашата желба, затоа што е во една енергетска вредност на прошлост, но и на сегашност. Тоа што доаѓа наредно е во енергија да знаете дека крајниот исход е комплетно јасен за сите вас. Енергија на сонце и енергија на правда, енергија на утемелување на вашата вибрација, каде што и вашите енергии, комплетно исполнување на ваша желба, све што било во недознање или пак во енергија недостаток на познавање на нештата во оваа ситуација ќе се обелодени во една божанска правда, каде што и ќе бидете во енергија некој да се одлучи за вас, да ви даде комплетно енергетско утемелување во секаков емотивен енергетски момент. Енергија да во ова ваша особа во претходниот период ви понудила некоја стабилна понуда, каде што и била на претензија за некој од вас да ви понуди стабилна понуда, љубовна понуда, каде што и оваа понуда е во енергија да биде и да доживее како една пресвртница во неговиот енергетски дел, каде што и оваа понуда ја утемелил во енергија на 8 мачеви, но овие 8 мачеви се во обратен смер. Значи, персоната која ви ја давала понудата во стабилитет, била во 8 мачеви, била блокирана во неговото енергетско ниво. Значи, била блокирана во консјузна енергетска вредност. Значи, не можела да донесе битна и важна одлука, па оваа понуда не се искристализирала во таква енергетска вредност. Оваа персона за многу кратко време, кога ви ја понудила оваа стабилна врска, била во исцелување на својата енергетска вредност, значи ја исцелила својата блокада, излегла од блокада, каде што и неговата енергија, каде што му била блокирана оваа персона, е во енергија да нешто не ви кажала, била притаено. Во енергија, значи, нешто се случувало во нејзиниот дел на
однесување или пак во незиниот консиузност енергетски дел била во размислување, дали да направи понуда према вас или пак да ви понуди понуда, но да се повлече и да ја истегне таа понуда, каде што и неговиот рационален енергетски дел, неговата интелигенција, неговата манифестација која што ја имала оваа персона, била во енергија на лечење, на одблокирање на некоја понуда која што од негова енергетска гледна точка испаѓа дека ви ја понудила во буквално како во бесознание. Енергија да знаете дека оваа персона имала скриени мотиви, но оваа персона не ја користела својата интуиција. Значи и била блокирана својата интуиција. Не можела да ве види вас како едно сонце кое доаѓате во незината енергетска вредност, која што сте исполнување за оваа персона, но притаела моменти била во илузија, во илузионарна енергетска вредност, а може би била во енергија на темна ног на душите, каде што и имала состанок со сама себе, енергија да го надмудрувала неговото дете, рационално дете што е во него, енергија да оваа персона се што ви притаела во изминатиот период, после оваа понуда, знаете дека сега ќе биде обелоденета. Една негова желба ќе се спушти во негова реализација, но и да знаете дека оваа персона не можела да ве види во енергија на сонце. Секако важите за сончева енергетска вредност да исполнувате желби. Не сте златна риба, но вие сте утемелена енергетска вредност, енергизирана персона која што давате можност за витализација, за откровение, за успешна реализација на некој проблем или пак за утемелување на љубовна врска која што оваа персона била во енергија да ви понуди, но била во енергија на исцелување на својата внатрешна енергетска вредност. Секако, покривање на картите е енергија да знаете дека ви следи комуникација, оваа персона има понуда за вас, повторна понуда, која што ќе ја утемели со асот на пентаклите. Енергетска вредност, дали било во работна енергетска смисла или пак во љубовна енергетска смисла, да ви понуди стабилна врска, каде што и за некој од вас ќе биде во енергија да отпатувате со оваа персона. Токму над картата осум мачеви во обрнут смер, значи во обратен смер, е во енергија да се исканализира една енергетска вредност, да вашата сродна душа не ве препознава на прав начин, не ви дава енергија на додатна комплементарна енергетска вредност, не е емпатична, но оваа персона исцелува некој образец каде што и препознава дека вие сте сродна душа за него. Енергетска вредност, да знаете дека двата купови се енергија на утемелување на исти вредности од емотивност, енергија да знаете да канализирате исти емотивности, но и да сте во енергија на еднакво давање и примање, балансирање, енергија два купа, баланс во љубовна енергетска вредност. Оваа персона, драги мои, ви прикрива енергија дека сака да биде во енергетска вредност на прослава, да бидете во енергија да ви стигне понуда, но и писмена понуда, со оваа персона да изградите добра иднина, 4 штапови, енергија на план, договор, подпишување договор, заеднички живот. За некој од вас ке значи дека оваа персона не сакала да ви каже дека сака да изгради живот со вас, значи да ве земе во енергија на
вереница, вереник енергија, каде што и ќе го продолжи животот да го утемелува со вас, затоа што вие сте сонце на оваа персона. Буквално ја балансирате оваа персона преку вас. Оваа персона ги канализира некои работи кои што му се наменети од универзумот, но и знаете дека ќе ви даде комплетна понуда за утемелување на соживотна енергетска вредност. Оваа персона може би да е вага во хороскоп, енергија на justice, правда, или пак правна одлука, каде што и понекогаш некои правни субјекти се во енергија да не ги гледа. Значи да не ги гледа, да не донесува битна и важна одлука, туку вие ќе ја донесете битната и важна одлука. Само ќе треба да оваа персона ја спроведе на дело. Енергија да ви изрече некоја правда, некоја правична енергија, каде што и ќе треба да ви укаже на енергија да овој партнер е ваш судбински кармичен партнер, каде што и ќе гради иднина со вас, драги мои. Оваа персона дознава дека вие сте сродна душа, дека негдека имате во универзумот потпишано договор, каде што и овој договор е во кармична енергија. Вие сте во енергија на балансна енергетска вредност, знаете дека синхроницитетите ќе ви бидат во значење за вас, да знаете дека ќе бидете во енергија да донесувате битни и важни одлуки по повод вашата енергетска вредност, да овој синхроницитет е во енергија на комплементарна, сублимативна енергетска вредност, да знаете дека вие сте како месец и сонце, енергија каде што ќе се балансирате, балансна енергија. За некој од вас знаете дека оваа персона е вашиот twin flame, енергија каде што и ќе утемелите енергии да твин флемовите се еднаш за секогаш, но се во енергија да е многу тешка кармична врска, каде што е многу тешко да го запознаете својот твин флем, а најтешко е да опстане во врска со твин флемова енергетска вредност. Ова сродна душа ќе биде во енергија да бидете во една кармична подарок од универзумот врска, каде што и ќе се надоградувате. За некој од вас ќе значи дека ова е комплетна правда утемелена од универзумот, каде што и сте утемелиле, избалансирале енергии со постоечкиот партнер, каде што и овој партнер прошол кроз една долга енергетска вредност, да исцелувал енергии кои што воделе и во темно, но воделе и во светла енергетска вредност. Оваа персона за некој од вас ве доживува како високо свештеница, значи овие две карти ни укажуваат на висока свештеница, каде што и сте поврзани со универзумот, давате можност да бидете карма која шета на ова поднебје, да бидете негова карма која што ќе му понуди два купа, или пак оваа персона е ваша карма која што шета на ова поднебје, се шета во вашата енергија, пришетува во вашата енергија и ќе ви буди можност да ве избалансира на максимум на енергетско ниво, кое што љубовта ќе ви се утемели во балансна енергетска вредност. Знаете дека оваа персона има архетипна енергија на флемова енергија, каде што е страствена енергетска вредност, да има идеи, да ствара идеи, да биде во идејна енергетска вредност, може би е комплетно ватрен знак, за други пак од вас ќе биде во енергија да е во воден знак, а тоа се и ваши енергии, каде што и за други пак од вас ќе значи дека оваа персона има некоја доминантна енергија во вага, воздушен знак, каде што и проследува енергетска вредност да се справува со правда, универзумска правда, која што оттрга некоја кармична енергија за да дојде до вас. Вие сте сонце,
драги мои, за оваа персона. Оваа персона гај премногу емотивности, но и гај страсти према вас, каде што и ќе утемели една добра енергетска вредност во овој ваш однос или пак во оваа врска. Знаете дека другата архетипна енергија на оваа персона е во енергетска вредност да биде менторна енергија. Ова е остроумна персона, каде што и е многу мудра, дава мудри совети, може би оваа мудра енергетска вредност да припаѓа и на вас. Земете вие вам како ви резонира во оваа цела ситуација, на ова денешно исчитување од тарот картите, и знаете дека вие сте комплементарна енергетска вредност. Да некоја мудра енергетска вредност утемели во вас, да добиете мудра одлука, да дадете мудра одлука, да донесете мудра одлука со овој партнер, каде што и ќе бидете во енергија да бидете во извршување и утемелување во ваша структура на љубов. Енергетска вредност да бидете во исчекување на нешто што треба овој партнер да го темели и да го избалансира во вашата врска, а тоа е да биде да поткрене вашата врска, веза, во повисока енергетска фаза, а тоа е заеднички живот, понуда за заеднички живот, каде што и секе се базира во баланс на енергија. Значи, ќе ја канализирате оваа енергетска вредност преку баланс. Баланс на енергија. Вие се надополнувате и треба да се надополнувате, да бидете во инј и јанг енергија, да го знаете модулот на Divine Feminine и Divine Masculine енергија, каде што и овој вие сте во исто таков пар. Значи, вие сте Divine пар, каде што и божествен пар, каде што и универзумот ве комплетно спојува. Каде и да одите, во која и друга реинкарнација да направите, знаете дека ќе се сретнете со овој партнер, каде што и за некој од вас, доколку не го познава овој партнер, ќе биде во енергија на редовите, на водените, ватрените, но и во енергија на воздушните знаци, да знаете дека ќе биде во доминација ватрата кај него, ќе гори енергија да биде доминантна, овновска, лавовска или пак стрелска енергија, каде што мудроста ја влече во енергија на неговата консјузна енергетска вредност, неговата типизација, архетипна енергија е да биде ментор, значи да донесува битни и важни одлуки, но и да ги канализира тие одлуки, да ве научи во одлуки на моментално збиднување во вашата љубовна енергетска вредност. Вашите души се препознаваат, драги мои, вие сте духовна енергија, како што и ви кажав, значи вие сте божански пар, каде што и овој ваш божански пар ќе се конектира со вас во најскоро време. Доколку е веќе конектиран, знаете дека вашата љубовна енергетска вредност ќе прогресира, ќе се процесира во изградување на повисока вибрација, каде што и ќе заслужно влезете во одлука, врска која што ќе нема раскид. Значи, оваа врска не можете да ја раскинете. Верувајте му на универзумот, верувајте и на оваа персона, затоа што оваа персона има енергија на исцелување, исцелувачка енергетска вредност, доколку вие треба да верувате во сами себе. Повторно ќе биде да верувате први на универзумот, а потоа на сами себе, затоа што во една комплементарна релација на љубовна или пак на емотивна врска, каде што и се гради нешто што е во енергија на баланс, да утемелите вашата енергетска вредност, знаете дека ќе треба да направите верба. Значи, треба да и верувате на оваа персона и оваа персона да ви верува вам. Интензивна енергетска вредност, каде што овој интензитет ќе биде во конекција на сродни души, каде што и секогаш ќе има интензивност на висока вибрација, но и на ниска вибрација. Значи, вие ќе пловите во една вода, каде што и секогаш ќе ја подкревате еден со друг.
и вибрацијата, доколку едниот падне, другиот ќе ве крене и сето така ќе биде во енергија на интензивност, каде што и нема да ви биде досадно, драги мои, со овој ваш партнер. Енергија каде што ќе доживеете на огромна среќа, драги мој. Овој ваш партнер ве сака со сето негово срце и утемеленост. Знаете дека проживеал и доживеал исто колку што и вие сте биле во енергија на темна ноќ на душите, каде што е многу тешко да се излезе од таа енергија, но и е многу лесно да се влезе. Енергетска вредност, да знаете дека вие сте осветлување на оваа персона, но и оваа персона е од енергија на просветлување и утемелување на една структура каде што и ќе гради верба, доверба, ќе ви кажува вистина, но и ќе се збидне со енергија на трајна врска која што нема раскид. Оваа врска не можете да раскинете, затоа што ова е божествена конекција која што вашата душа е утемелена во вас сами. Значи, вие се осеќате преку душите, драги мои, со оваа персона. Бидете стрекни, бидете во енергија на приголумање на среќа и во градење на овој однос, каде што и оваа конекција ќе биде во енергија да ви донесе стрекна иднина. Значи, вашата конекција е заснована на стрекна иднина. Само треба да пригрдите промената која што ќе се случи во најмала рака за многу кратко време, да оваа персона се одлучи и ја искачи оваа врска на многу повисока енергетска вредност, да ви понуди заеднички живот или пак да ви понуди некој темелување каде што и ќе бидете стрекни во прослава, ќе бидете стрекни со двата купа, ќе доминирате во енергија на флейм и во енергија на мудрост, значи во енергија на согорување на нешто што е во енергија на страствена енергетска вредност, каде што и развивате страсти, но и имате емотивности еден за друг. Енергија каде што токму така промените ќе се случат токму на време. Енергија да сега некој се променува и ќе донесе битна и важна промена во неговиот консјузност енергетски дел. Значи, донесе битна и мудра одлука по повод вашата енергетска вредност, каде што и ќе бидете во енергија на trust и truth. Значи, верувај и вистина. Значи, сето оваа промена ќе се случи во вистинска енергетска вредност. Енергија каде што оваа персона ќе ви даде една вистинска доминантна одлука која што ќе направи во најбрзо време, ќе биде во енергија на ќе ви искаже нешто што не го мачело, но и ќе ви даде чисточа, јасност, енергија каде што и ќе ви каже некоја вистина за некоја негова скриена тајна кој што ја имал во неговата енергетска вредност, дека бил во темна ноќ на душите, драги мои. Енергија каде што и се надградувал, изградувал, бил во енергија на пронаоѓање на неговото мало дете и на отпуштање на некои кармични енергии кои што ги носел од своето детство, најрано детство. Ова енергија е да, кога ќе ви кажува и ќе ви збори, да му верувате, но и да читате помеѓу редови. Значи, читајте помеѓу редови. Енергија на скриено значење имаат овие енергии кои ќе протечат од неговата уста, од неговата консјузна енергетска вредност. Доколку сте ова вие, не застанувајте, кажете ја вистината онака како што и знаете. Енергија каде што оваа олујна енергија ќе се случи за многу кратко време. Немојте само да правите драма од нешто што не е така. Енергија да секоја кармична енергетска вредност која што ќе биде наплив на доминација, на негација во донесување на битна и важна одлука,
знаете дека ќе ви укаже на можност дека ќе биде случајно предупредување за вас во упаѓање во една драма која што не води во ништо, значи во ништило, води само во ништило, во енергија враќање во стара енергетска вредност и знаете дека овдека и ќе застане ова енергија. Значи ова енергија треба да има проток. Картите ве опозоруваат, значи ви даваат можност да ве предупредат, да не влегувате во драматична енергетска вредност, каде што и ќе биде изречена некоја вистина, каде што и ќе треба да донесувате мудра одлука и да читате помеѓу редови за некоја вистина која што ќе биде искажана од устата на оваа персона. Енергија да знаете дека сте божански пар, каде што и ќе бидете во енергија на прикачена врска, хукап, енергија да не можете да отпуштите оваа персона, а ниту пак може да ве отпушти оваа персона вас, затоа што вие сте божански пар кој што универзумот спојува. Таму каде што Бог ке спои или пак универзумот, никој не може да растави, драги мој, или пак да раздели. Знаете дека секогаш ќе одите во стазите на оваа денешна временска линија, каде што и ќе се изградува вашата емотивна врска, каде што и ќе се променува, но и ќе достигнете ваше исполнување на ваша манифестација, која што се била поодамна изманифестирана, но не можела да се случи, затоа што вашиот божански пар е во енергија да бил во темна ног на душите и се изградувал на подруго енергетско ниво. Значи ја растил својата енергија, но и сваќал зашто требало тоа да го направи. Јас се надевам дека оваа порака денеска ќе му донесе многу енергија на некого, ќе знае во каква релација е со неговиот партнер, но и ќе знае дека неговиот партнер е божански партнер кој што нема да може да го напушти од оваа енергетска вредност. Дека вашиот партнер ве сака и е пожртвуван за вас, драги мој. Енергија да се изразува на подруго енергетско ниво. Јас се надевам дека ќе имате убав, благословен и исполнет ден и секако бидете добри, внимателни, пружете љубов према себе и према другите околу вас. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!